Lao Tse, Tao Te King. Predgovor. Tao Te King je klasičan kineski tekst во кој е содржана основата на таоизмот и кој представува едно од најпознатите толкувања на кинеската филозофија. Се верува дека потекнува од 4 век пред новата ера, а за негов автор се смета митскиот кинески мудрец Лао Тсе, кој според кажувањата бил историски архивар на династијата Зоу. Неговото име првпат го споменува кинескиот историчар Ши Чи во своето дело за историјата на Кина, напишано во 1 век пред новата ера. Според преданијата, Лао Тсе живеел од 160 до 200 години. Пред крајот на својот долг живот, тој го напуштил градот Чуа, во кој што живеел и се упатил кон клисурата Хан Ку, за која се верува дека алегорично го представува преминот кон загробниот живот. Таму Лао Тсе по молба на Куан Линг Јин, кој бил чувар на клисурата, ја напишал Тао Те Кинг. Самиот назив Тао Те Кинг заради комплексноста и повеќезначноста на трите кинески знаци од кои се состои, се преведува на различни начини, од кои книгата за патот и доблеста се смета за најприближен до оригиналното значење. И останатиот текст представува сложувалка која секој сака да ја намести. Таа се состои од околу 5000 кинески знаци поделени во два дела, но сите заедно се систематизирани во 81 секција. Ваквата секција се смета дека не представува дел од оригиналниот план на Лао Тсе, туку дека е извршена подоцна од некој од уредувачите на текстот. Тао Те Кинг е преведен на многу јазици, но двосмислениот и поетски стил на кој е опишуван текстот, недостигот од интерпункцијски знаци во класичниот кинески јазик во тоа време, како и измената на идеографското значење низ вековите, повлекува многу тешкотии, но и измени при неговото преведување. Некои негови делови се загадочни со повеќе слојно значење и содржат практични мудрости и за обичниот човек, но и за владетелот. Сепак во сите нив централната тема е Тао. Тао во превод значи пат, правец, улица, но во суштина ги означува промените низ кои поминуваат суштествата и предметите во текот на својот живот. Тао е нешто непроменливо, без лик и форма, нешто што ниту може да се види, ниту да се допре, ниту да се опише. Од него потекнуваат небото, земјата, како и двата човечки пола, машкиот принцип Јанг и женскиот принцип Јин, кои управуваат со хармонијата во светот. Прифаќањето и примената на Тао значи препуштање на невидливите сили и струи на универзумот без какво било спротивставување или напрегање. Свеста за таквите струи го наоѓа одразот во секој аспект од кинескиот живот, а во последно време и во целиот свет, затоа што малку кои други учења толку длабоко се вклопуваат во секојдневниот живот на луѓето како што го може тоа таоизмот. Таоизмот е фантастичен и нејасен, загатлив, исто како и постоењето и автентичноста на Лао Тсе и неговото дело, па затоа се уште многу се дебатира околу нив. Додека некои западни научници смета дека името Лао Тсе, кој во превод значи старец, може да се однесува на кој било мудрец од тоа време, а дека делото Тао Те Кинг е всушност збирка од повеќе автори, кинеските научници го прифаќаат неговото постоење и учење, но се согласуваат дека легендите поврзани за него се претерани. Но сите се согласни дека Тао Те Кинг има сложена и долга историја како и универзална филозофија која има големо влијание врз духовниот и културниот живот на луѓето. Л. Тосева. Тао Те Кинг. 1. Тао кое може да биде искажано со зборови не е вечно Тао. Име кое може да биде именувано не е вечно име. Неименуваното е почеток на небото и земјата. Именуваното е мајка на сите други нешта. Само оној кој е ослободен од страсти ја гледа магичната тајна на Тао, а оној кој поседува страсти ја гледа само неговата крајна форма.
И неименуваното и именуваното истекуваат од исти извор, но со различно име. И двете се бездни. Преминот од една бездна во друга е порта кон сите тајни. 2. Кога сите под небото ја осознаа убавината на убавото, тогаш се појави грдото. Кога сите ја осознаа добрината на доброто, се роди злото. И постоењето и непостоењето се раѓаат едно од друго. Тешкото и лесното исто така, долгото и краткото заемно се оформуваат, високото и ниското се во заемен сооднос, звуците се сливаат и се хармонизираат и претходното и следното се редат едно по друго. Затоа и мудриот, не правејќи ништо, создава дела, учи без да употребува зборови, предизвикува промени на нештата, но не ги прави тој самиот, создава, но не располага со создаденото, придвижува, но не учествува во движењето. Крајот е успешен, но тој не се фали. И бидејќи не бара признание, тоа не може ниту да му се одземе. 3. Ако не се величаат мудрите луѓе, ќе нема ниту кавки меѓу луѓето. Ако не се ценат ретките предмети, луѓето нема да се крадат меѓу себе. Ако не се види посакуваниот предмет, во човековото срце нема да се роди завист. Затоа мудриот човек владее со своите поданици, правејќи ги нивните срца празни, а стомаците полни. Им ја ослабнува волјата, а им ги зацврстува коските. Тој постојано се стреми тие да немаат знаење и желби, а доколку имаат знаење да не смеат да дејствуваат. Остварувањето на недејствувањето секогаш носи спокојство. 4. Тао е празнина, но примената му е неисцрпна. О, бездно, ти си прататко на сите нешта. Ако го истапиме неговиот врв, ако го ослободиме од хаосот, ако го намалиме неговиот блесок, ако го измешаме со правта, о, колку е чист, како да исчезнал, а постои. А не знам чија рожба е, само знам дека му претходи на небесниот владател. 5. Небото и земјата не поседуваат човеколюбие и му овозможуваат на секое суштество да го живее својот живот. И мудриот човек не поседува човеколюбие и ги остава луѓето да си го живеат собствениот живот. Зарем просторот помеѓу небото и земјата не подсетува на мев? Колку е поголема празнината, толку подалеку дејствува, колку е посилно движењето, толку се подобри резултатите. Оној кој многу зборува, често претрпува неуспех, затоа е најдобро да се почитува средината. 6. Бесконечната енергија на Тао е најдлабоката порта на раѓањето. Од неа се родени небото и земјата. Таа суштествува вечно и дејствува неисцрпно. 7. Небото и земјата се долговечни. Небото и земјата се вечни затоа што тие не суштествуваат заради себе, затоа тие може да бидат долговечни. Затоа и мудриот секогаш оди зад другите и благодарение на тоа, тој секогаш е пред сите. Колку помалку тој својот живот го чува, толку подолго живее. Колку повеќе своите лични интереси ги жртвува, толку повеќе тие се остваруваат. 8. Најголемата добрина е слична на водата. Водата дава живот на сите суштества и на никого не се спротивставува. Ја има и таму каде што луѓето не би посакале да бидат. Затоа таа наликува на Тао. Така и животот треба да ја следи земјата, срцето да ја следи длабочината, благотворноста да соодветствува на човечноста, зборот на вистината, управувањето со држава треба да го следи мирот, делото да ги следи можностите, дејството да соодветствува на времето, и мудрецот како и водата, бидејќи не се бори, никого не повредува. 9. Кога ведрото е преполно, не може долго да се носи, кога острилото е преостро, брго се истапува. Кога собата е преполна со злато, само со сила може да се зачува. Кој се гордее со своето богатство и со почестите, сам си ја повикува несреќата.
Кога делото ќе биде завршено, човек треба да се повлече. Тоа е законот на небесното тао. 10. Ако душата и телото постигнат единство, може ли да се избегне разделбата? Ако се смири с дивот, може ли да се стане како новороденче? Ако созерцанието е чисто, можно ли е да нема заблуди? Можно ли е да се сака народот и да се управува со државата без да се прибегнува кон мудроста? Може ли портата од небесниот свет да се отвори и затвора ако се достигне спокојството? Возможно ли е недејствување ако се знаат сите овие вистини? Да се раѓа и да се воспитува, да се создава, но да не се присвојува создаденото, да се твори, но да не се очекуваат награди, да се владее, но да не се подчинува. Ете, тоа се нарекува најдлабоко те. 11. 30 списи се соединуваат во една точка правејќи тркало, но употребата на тркалото зависи од празнината во центарот. Со обликување на глината се прават садови, но нивната употреба зависи од нивната празнина. На куќата се ставаат врати и прозори, но празниот простор внатре ја прави употреблива. Ете зошто материјалното е полезно, а нематеријалното е вистински вредно. 12. Петте бои, жолта, црвена, сина, бела и црна, го заслепуваат погледот. Петте звуци, оние 5 варијации во кинеската музика го заглушуваат слухот. Петте вкусови, сладок, горчлив, кисел, лут, солен, го расипуваат вкусот. Брзото јавање и ловот го полудуваат умот. Скапоцените предмети го тераат човекот да скршне од патот. Затоа мудриот се раководи според она што го чувствува, а не според она што го гледа. Тој се откажува од последното, ограничувајќи се на првото. 13. Славата и срамот се подеднакво страшни. Знаменитоста е голема несреќа во животот. Што значи тоа што славата и срамот се подеднакво страшни? Тоа значи дека оно што ја добива славата се плаши да не ја изгуби, а кога почнува да ја губи се плаши од срамот што доаѓа по неа. Што значи тоа што знаменитоста е голема несреќа во животот? Тоа значи дека човекот е несреќен ако се цени себе си. Кога не се цени себе си, тогаш не е несреќен. Затоа мудриот кој пожртвувано му служи на поднебесното може да живее во неговото царство, но само оној кој на вистина го сака е достоен да управува со него. 14. Гледаме во него, но не го гледаме. Го нарекуваме се присутно, го наслушнуваме, но не го слушаме. Го нарекуваме тишина, го допираме, но не можеме да го условиме. Го нарекуваме недопирливо. На овие 3 не треба изворот да им се бара, зашто тие се едно. Горе тоа не е сјајно, долу не е мрачно. Тоа е бесконечно и не може да биде именувано. Тоа секогаш се претвора во небитие и затоа за него велат дека е форма без форма. Лик без суштество, дека е нејасно и магловито, го сретнуваме, но ликот не му го гледаме, го следиме, но грбот не му го гледаме. Само оној кој ќе остане доследен на древното тао, а ќе може да ја контролира сегашноста, може да го осознае древниот извор. Тоа е принципот на тао. 15. Древните посветеници биле умни и го знаеле најмалото и најтаинственото. Биле таинствени, па затоа и непознати. Бидејќи биле непознати, јас произволно ќе им дадам лик. Тие биле внимателни како да преминуваат река по тенок мраз. Биле будни како да се плашат од својот сосед. Тие биле воздржани како гости. Биле како мраз готов да исчезне пред југовина. Тие биле едноставни како необработено дрво. Широко отворени како долина. Тие биле непроникливи како матна вода. Тие биле оние кои, почитувајќи го спокојството, умееле Валканото да го направат чисто.
Тие биле оние кои со своето знаење умееле постојано движењето да го успокојат, му помагале на животот. Тие го почитувале Тао и не барале многу. Не барајќи многу, тие се ограничувале на веќе постојното и не создавале ново. 16. Ако се направи срцето сосема непристрасно, ако се зачува спокојството, тогаш нештата сами ќе се менуваат, а нам ни останува само да го чекаме нивното враќање. Сите нешта цветаат, а потоа се враќаат кон својот извор. Враќањето кон изворот се нарекува спокојство, а спокојството се нарекува враќање кон природноста. Враќањето кон природноста се нарекува постојаност. Познавањето на постојаноста се нарекува достигнување јасност, а непознавањето на постојаноста предизвикува безредие и зло. Познавајќи ја постојаноста се станува совршен. Оној кој достигнува совршенство станува правичен. Оној кој станува правичен станува господар. Оној кој станува господар му следува небото, му следува Тао. Оној на кого му следува Тао е вечен. За него до крајот на животот нема да има опасности. 17. За добрите древни владетели луѓето не знаеле ништо освен дека тие постојат. Потоа доаѓаат оние владетели кои народот ги сакал и ги воспевал. Подоцна оние од кои се плашел, па потоа оние кои ги презирал. Оној кој не заслужува доверба не ја користи довербата. Кој е загрижен и воздржан во зборовите, успешно ги завршува своите дела и народот вели дека тој и следи на природноста. 18. Кога луѓето го напуштаат големото Тао, се појавуваат добродетелство и правичност. Кога се појавува потребата за мудрост, се појавува и големото лицемерие. Кога меѓу 6 роднини, мајка, татко, помлад брат, постар брат, маж, жена, ќе се појави раздор, тогаш се појавува и синовата почит и татковата љубов. Кога во државата царува безпоредок, тогаш се појавуваат и верните слуги. 19. Кога би ги немало мудроста и знаењето, на народот ќе му биде 100 пати подобро. Кога би ги снемало добродетелството и правичноста, луѓето повторно би станале семејство во кое владее слога. Кога би се уништиле итроста и алчноста, би исчезнале и кратците и разбойниците. Потребно е на луѓето да им се укаже дека тие треба да бидат едноставни и скромни, да го ограничуваат личното и да се ослободат од страстите. 20. Кога би ја снемало ученоста, би ја снемало и тагата. Колку е мала разликата помеѓу да и не, и колку е голема разликата помеѓу доброто и злото. Она од што луѓето се плашат не може да не се плашат. Ох, колку е хаотично во светот без честност. Сите се срекни како да се наоѓаат на некоја гозба или како да го празнуваат доаѓањето на пролетта. Само јас сум спокоен и не се изложувам на виделина. Јас сум сличен на бебе кое се уште не е дојдено на свет. О, јас сум осамен. Се чини дека за моето огниште нема место. Сите имаат желби, само јас се откажав од се. Јас сум срцето на глупавиот човек. Ох, колку е тоа празно. Сите се полни со светлина, само јас сум натоварен мрак. Сите се љубопитни, само јас сум равнодушен. Јас лебдам во просторот без да знам каде ќе застанам. Сите покажуваат способности, само јас наликувам на глупав и наивен. Да, јас се разликувам од другите, зашто јас го ценам изворот на храната. 21. Границата на големото Те ја определува единствено Тао. Тао е безтелесно. Тао е нешто нејасно и магловито. Нејасно и магловито.
но во него се состојат ликови, нејасно и магловито. Но во него се содржат предмети, тао е длабоко и темно. Но во неговата длабочина и темнина се скриени најситните честици, Кинг. Тие најситни честици располагаат со најсовршената вистина и верба. Од древноста до денес неговото име не исчезнува. Тоа суштествува за да го објасни почетокот на сите нешта. Како јас го знам почетокот на сите нешта? Само благодарение на него. 22. Старите велеле: оштетеното може да се поправи, кривото може да се исправи, празното да се наполни, ветвото да се замени. Она што е малку може да стане повеќе, она што е многу предизвикува заблуди. Затоа мудриот го зачува единството и станува пример за сите во поднебото. Тој не тргнува само од она што го гледа, затоа јасно гледа. Тој не мисли дека е во право, затоа може да владее со вистината. Тој не се слави себе си, затоа има заслужена слава. Тој не се величи себе си, затоа е над другите. Тој никому не му се спротивставува и затоа тој е непобедлив. Зборовите на старите: оштетеното може да се поправи, зарем се само празни зборови? Тие навистина го покажуваат патот кон вистинското совршенство. 23. Потребно е помалку да се зборува, да се следи природата. Силниот ветер не продолжува секое утро, силниот дожд не паѓа секој ден. А кој ги предизвикува нив? Небото и земјата. Ако тие не можат тоа да го прават постојано, што да речеме за човекот? Затоа тој го следи Тао. Оној кој го следи Тао е еднаков на Тао. Оној кој го следи Те е еднаков на Те. Оној што губи е еднаков на загубеното. Оној кој е еднаков на Тао добива Тао. Оној кој е еднаков на Те добива Те. Оној кој е еднаков на загубеното го добива загубеното. Само ограничената доверба раѓа недоверба. 24. Кој стои на прст не може долго да стои. Кој прави крупни чекори не може долго да оди. Кој самиот се изложува на светлина не блеска. Кој самиот себе си се фали не станува славен. Кој напаѓа не постигнува успех. Кој самиот се возвишува не може да биде на другите. Без Тао тоа се само излишна храна и непотребен товар. Тие не носат среќа, затоа оној кој го следи Тао не постапува така. 25. Тоа е нешто што се изродило од хаосот уште пред небото и земјата да се родат. Беззвучно, безлично, постои и не се менува. Дејствува насекаде и за него нема граници. Него можеме да го сметаме за мајка на поднебесното. Јас не го знам неговото име, ќе го означувам со знакот Тао. Под принуда јас ќе го нарекувам големиот. Големиот, тој е во бесконечното движење. Оди далеку, но секогаш се враќа кон својот извор. Ете зошто е големо Тао, големо е небото, голема е земјата, голем е исто така и човекот. Во Вселената има 4 големини, а меѓу нив е и човекот. Човекот го следи законот на земјата. Земјата го следи законот на небото. Небото го следи законот на Тао, а Тао ја следи сопствената природа. 26. Тешкото е коренот на лесното. Спокојството е господин во беспокојството.
Така и мудриот патува цел ден, но не се оддалечува од својот товар. Иако тој се храни со надеж, тој се наоѓа во совршено спокојство. Зошто заповедникот на 10.000 борбени кочии, зафатен самиот со себе, лекомислено гледа на светот? Лекомисленоста ја руши основата, а нестрпливоста води кон губење на самоконтролата. 27. Искусниот патник не остава траги. Вештиот оратор не си дозволува грешки. Добриот сметач не употребува сметалка. На добрата врата не и треба резе, па сепак не може да се отвори. На доброто врзување не му треба јазол, па сепак не може да се одврзе. Така и мудриот е подготвен да му помогне на секој човек, зашто за него нема непотребен човек. Тој е подготвен да му помогне на секое суштество, зашто за него нема непотребно суштество. Тоа се нарекува длабока мудрост. Со таков лик, добродетелот е учител на лошиот, а лошиот е негова потпора. Ако лошиот него почитува својот учител, а добродетелот не ја сака својата потпора, тогаш тие, иако се разумни, со слепило се натоварени. Тоа е најдлабоката тајна. 28. Кој успева да ја запознае својата машка сила, да ја зачува женската грижливост, станува поток поднебесен. Оној кој е поток поднебесен е верен на вечното те и се враќа во состојба на новороденче. Кој успева да ја запознае светлината во себе, а да ја зачува темнината, станува пример за сите. Оној кој е пример за сите, тој останува верен на вечното те и се враќа во бескрајноста. Кој успева да достигне слава, но да ја зачува скромноста, станува долина поднебесна. Оној кој е долина поднебесна го достигнува совршенството на те и се враќа кон природноста. Кога природноста ќе се распадне, таа се претвора во предмет. Мудриот го користи предметот и станува водач. Ете зошто големиот ред никогаш не се нарушува. 29. Ако некој со сила се обиде да завладее со некое кралство, јас знам, тој нема да успее. Кралството ја има природата на духот во која не може да се продре. Ако го грабнеш, ќе го уништиш. Ако го освоиш, ќе го изгубиш. Затоа едни водат, а други се водени. Едни цветаат, а други се сушат. Едни растат, а други се намалуваат. Едни градат, а други рушат. Затоа и мудриот се откажува од непотребност и раскош, го зема плодот, а го отфрла цветот. 30. Оној кој владее со народот со посредство на Тао не треба со војска да освојува други земји, зашто тоа може да се сврти против него. Таму каде што ќе помине војска растат трње. Зад голема и добра војска жетвата е лоша. Добар војсководец победува и на тоа останува и тој не се осмелува да примени сила. Тој победува, но не се фали. Тој победува, но не напаѓа. Тој победува, но не се гордее. Тој победува затоа што на тоа е принуден. Тој победува, но тој не е воинствен. Кога суштеството е полно со сила, а потоа остарува, тоа не е во согласност со Тао. Она што не е во согласност со Тао брзо исчезнува. 31. Доброто оружје е несреќа, а неа никој не ја сака. Затоа оној кој е доследен на Тао не употребува оружје. Местото на благородниот водач кога владее мир е на левата страна, а во војна е на десната. Оружјето е алатка на несреќата, не е на благородниот. Тој го употребува само под принуда. За да го зачува спокојството, тој не се радува на победата. Кога би се радувал на победата, тоа би значило дека се радува на убиството. Оној кој се радува на убиството не може да ја добие наклоноста на поднебесното.
Blagodetite se sozdavaat so uvažuvanje, a ne srekite so nasilstvo. Na gozbite levata raka je glavna, na pogrebite desната. Во војна началниците го водат левото, а војсководец од десното крило. Ако се убијат многу луѓе, тие горко се оплакуваат. Победата се организира како погребна церемонија. 32. Тоа е вечно и безимено, бидејќи тоа е ништо, него никој не може да го потчини. Ако владетелите знаат да го потчинат него, тогаш сите суштества ќе се успокојат. Тогаш и небото и земјата ќе се слеат во хармонија, ќе настапи среќа и благосостојба, а народот без совети ќе се успокои. Кога целото е поделено, деловите треба се именуваат. Кога има имења, треба се знаат и границите. Кога се знаат границите, полесно се избегнува опасноста. Она што се реките и морињата за потоците, тоа е тао за светот. 33. Оној кој ги познава другите, мудар е. Оној кој се познава себе си, просветлен е. Оној кој ќе ги победи другите, силен е. Оној кој ќе се победи себе си, семоќен е. Оној кој знае доволно, поседува богатство. Оној кој упорно действува, поседува волја. Оној кој ќе се приспособи на средината, станува долговечен. Оној кој ќе умре, а нема да биде заборавен, станува безсмртен. 34. Големото тао се разлева насекаде, и налево и надесно. Сите нешта се раѓаат благодарение на него, но тоа не им наредува. Прави подвизи, но пофалби не сака. Со љубов ги воспитува сите суштества, но не им станува господар. Свој желби нема, затоа може да се нарече малечок, скромен. Сите нешта се враќаат кон него, но тоа господар не им станува. Може да се нарече големо. Тоа е големо затоа што никогаш себе си не се смета за такво. 35. Сиот свет му припаѓа на оној кој е еднаков на големиот лик, тао. Сите му одат во пресрет, но тој не ги повредува. Тој им носи мир, спокојство, музика и храна, дури и патникот запира кај него. Изговореното тао е без вкус, без мирис, тоа не може да се види ниту да се чуе, па сепак во употребата е неисцрпно. 36. Она што треба да се собере, треба прво да се расшири. Она што треба да се ослабне, треба прво да се зајакне. Она што треба да се исуши, дозволи му најпрвен да расцвета. За да земеш од некого нешто, најпрвен нешто треба да му дадеш. Тоа се нарекува длабока вистина. Мекото го победува тврдото. Слабото го победува силното. Како што рибата не треба да ја напушта длабочината, така и кралството не треба да го изложува своето оружје. 37. Тао суштествува без да действува, но нема нешто што не е направено од него. Кога кралевите би можеле да завладеат со него, тогаш сите нешта би се менувале сами од себе. Ако пак нештата би посакале да действуваат, тогаш јас ќе ги спречам со помош на безименото, едноставното. Безименото, едноставното за себе не сака ништо. Отсуство на желби носи спокој и тогаш редот во поднебесното сам се воспоставува. 38. Човек со високо те не се стреми да прави добри дела, затоа тој се јавува како добродетел. Човек со ниско те се стреми кон тоа, но не остава добри дела зад себе, затоа тој не е добродетел. Човек со високо те действува преку недействување. Човек со ниско те действува, но неговите дела се нападни.
Оној кој поседува високо човеколюбие дејствува преку недејствување. Човек кој поседува висока правечност дејствува со напор. Оној кој поседува високо уважување кон законот дејствува, но ако тој не најде на заемност, тој прибегнува кон казнување. Ете зошто те се појавува погубењето на тао, добрината погубењето на те, правичноста погубењето на добрината, законот погубењето на правичноста. Законот е знак на отсуство на доверба и преданост, почеток на хаосот. Надворешното е цветот на тао, почетокот на незнаењето. Затоа големиот човек го зема суштественото, а го отфрла несуштественото. Тој го бере плодот, но не и цветот. Тој го предпочита првото, откажувајќи се од второто. 39. Еве кои уште од древноста го достигнале единството. Небото, кое благодарение на единството станало чисто, земјата која станала цврста, духот кој станал прозирен, долината расцветана и сите други нешта кои благодарение на единството започнале да се размножуваат. Благодарение на единството и владетелите стануваат владетели. Ете таква е моќта на единството. Ако небото не е јасно, тоа ќе се распадне. Ако земјата не е цврста, таа ќе се расцепи. Ако духот не е прозирен, нема да постои. Ако долината не цвета, ќе се претвори во пустина. Ако нештата не се размножуваат, ќе исчезнат. Ако владетелите не се благородници, ќе бидат соборени. Скромното е основа на благородното, ниското на високото. Затоа и владетелите самите себе си се нарекуваат сираци, сироти и несреќни. Нели е тоа нивна скромност, основа на нивната благородност? Подобро е да се биде обичен камен, отколку блескав дијамант. 40. Обратноста е дејство на тао. Слабоста е својство на тао. Сите нешта во поднебесното се раѓаат од битието. Битието се раѓа од небитието. 41. Мудриот, кога ќе дознае за тао, се труди секогаш да дејствува во согласност со него. Учениот некогаш се труди, некогаш не. Неучениот пак му се подсмева. Кога не би било подложно на подсмев, тао не би било тао. Затоа старите мудреци велеле: најсјајното тао изгледа мрачно. Одењето напред изгледа како отстапување. Повисокото тао прилега на ниското. Најголемата чистота изгледа извалкано. Најголемиот квалитет изгледа како недостаток. Трудолюбивоста изгледа како мрзеливост. Вистината изгледа како лага. Големиот квадрат нема агли, големиот сад долго се прави. Силниот звук не се слуша. Големиот лик нема форма. Тоа е невидливо и не може да се именува, но тоа им помага на сите и ги води кон совршенство. 42. Тао создава едно, едното создава две, двете создаваат три, а трите ги создаваат сите останати нешта. Едното се претпоставува дека е хаосот кој се состои од мали честички кинг и чија почетна форма е тао. Две, тоа е групирањето на лесните и тешките честички кинг, од кои се родиле три: небото, земјата и човекот. Сите нешта во себе носат јин и јанг, кои заедно со кинг образуваат хармонија. Владетелите кои се нарекуваат себе си
Сираци, сироти, несрекни, понекогаш се презрени. Нештата понекогаш се возвишуваат кога се понижени, но и се понижуваат кога се возвишени. Јас го прифаќам она што другите го велат. Силните и немилосрдните не умираат од природна смрт. Тоа е основата на моето учење. 43. Во поднебесното најслабото го победува најсилното. Невидливото навлегува и ономе каде што е невозможно. Ете зошто јас знам ползата од недејствувањето. Да учиш без зборови, да создаваш без да дејствуваш, малкумина го постигнуваат тоа. 44. Што е поважно, славата или животот? Што е повредно, животот или богатството? Што повеќе боли, добивката или загубата? Оној кој многу штеди, повеќе ќе изгуби. Оној кој трупа резерви, најмногу ќе изгуби. Кој има мерка, нема да го снајде несреќа. Кој ја знае границата, нема да се изложи на опасности. Тој може да биде долговечен. 45. Најголемото совршенство личи на несовршенство, но дејствува неисцрпно. Најполното личи на празно, но дејствува непресушно. Најправото личи на криво. Најголемата остроумност личи на глупавост. Највештиот оратор изгледа невешт. Движењето го победува студот, мирувањето ја победува жештината, спокојството го создава редот во поднебесното. 46. Кога во државата суштествува тао, брзите коњи на кочии се впрегнуваат. Кога во државата отсуствува тао, воените коњи за поход се подготвуваат. Нема поголема несреќа од алчноста, нема поголема беда од стремежот за богатство. Затоа оној кој знае кога е доволно, секогаш ќе има доволно. 47. Не мора да се излезе од дворот за да се запознае светот. Не мора да се погледне низ прозорецот за да се види небесното тао. Колку подалеку се оде, помалку се запознава. Ете зошто мудриот не излегува, но знае, не гледа, но именува. Тој не дејствува, но создава. 48. Оној кој учи секој ден се надградува со своите знаења. Оној кој го следи тао секој ден намалува со своето дејствување. Постојаното намалување стигнува до недејствувањето, но и со недејствувањето тој ништо незавршено не остава. Владеењето со поднебесното секогаш се остварува со недејствување. Оној кој дејствува не може да завладее со поднебесното. 49. Мудриот нема свое срце. Неговото срце се состои од срцата на народот. Со оној кој е добар и јас сум добар. Со оној кој не е јас, пак сум добар. Таква е добродетелноста која се раѓа од те. На искрениот јас му верувам, но и на неискрениот исто така. Таква е вербата која се раѓа од те. Мудриот живее спокојно во поднебесното и во срцето го собира мислењето на народот. Тој гледа на народот како на своји деца. 50. Нештата се раѓаат и умираат. 3 од 10 одат кон животот. 3 од 10 кон смртта. И 3 од 10 предвремено умираат. Зошто? Затоа што премногу силно се стремат кон животот. Но сум слушнал дека човекот кој владее со животот, одејќи по земјата, не се плаши од носорог и тигар, влегува во борба не плашејќи се од вооружениот противник. Носорогот нема каде да го зарија својот рог, тигарот своите канџи, ниту непријателот својот меч. Зошто?
Затоа што на целото негово тело нема ниту една смртна точка. За него смртта не постои. 51. Сите нешта се раѓаат од тао, а со те се прехрануваат. Нештата се обликуваат во својот облик, затоа сите го почитуваат тао и ја обожуваат те. Тао се почитува, а те се цени, затоа што тие не одат по силата на законот, туку ја следат природноста. Тао ги раѓа нештата, ги храни, ги одгледува, ги воспитува, ги усовршува, ги прави зрели, се грижи за нив, ги заштитува. Да создаваш, но да не присвојуваш. Да действуваш, но да не се фалиш. Да раководиш, но да не наредуваш. Тоа е тајната на длабокото те. 52. Во поднебесното има почеток и тој е мајка на поднебесното. Кога ќе се запознае мајката, тогаш може да се запознаат и нејзините чеда. Ако се запознаат чедата, но се остварува и врска со мајката, тогаш исчезнува стравот од смртта. Оној кој се откажува од своите желби станува спокоен до крајот на животот. Оној кој не може да се ослободи од своите страсти и потонува во своите дела, до крајот на животот го следи неспокој. Гледањето на најмалото се нарекува проникливост. Зачувувањето на слабостите се нарекува сила. Да се следи внатрешната светлина, да се достигне најдлабоката смисла за да се избегне несреќата, тоа е почитувањето на постоењето. 53. Кога би имал доволно знаење, јас би одел само по широкиот пат и би се плашал единствено од кривините. Широкиот пат е совршено рамен, но луѓето ги сакаат потесните патчиња. Кога дворецот е раскошен, полињата се обраснати со плевел, а амбарите се празни. Облекувањето во скапи облеки, носењето оружје, алчноста, трупањето богатства, сето тоа се нарекува разбойништво. Тоа е спротивно на тао. 54. Она што умее цврсто да стои не може да падне. Она што има длабок корен не може да биде откорнато. Ке биде почитувано и славено од поколенијата по него. Оној кој го усовршува тао во себе, добродетелството му е искрено. Оној кој го усовршува тао во семејството, добродетелството му е изобилно. Оној кој го усовршува во селото, добродетелството му е широко. Оној кој го усовршува во царството, добродетелството му е богато. Оној кој го усовршува тао во поднебесното, добродетелството му е бескрајно. Ако се знаеш себе си, ги знаеш и другите. Ако го знаеш своето семејство, ги знаеш и останатите семејства. Ако го знаеш своето село, ги знаеш и другите села. Ако го знаеш своето царство, ги знаеш и другите царства. Ако ја познаваш својата држава, го познаваш поднебесното. Како јас го познавам поднебесното? Благодарение на ова. 55. Оној кој во себе го содржи совршеното те, тој е сличен на новороденче. Оси и змии и отровници не го касаат. Крволочни зверови не го напаѓаат. Птици и грабливци не го надлетуваат. Коските му се меки, мускулите слаби, но тој цврсто се држи. Тој не знае ништо за соединувањето на двата пола, но ја поседува мажествената способност. Тој сиот ден вика, но гласот не го менува. Тој е во совршена хармонија. Познавањето на хармонијата се нарекува постојаност. Познавањето на постојаноста се нарекува мудрост. Збогатувањето на животот се нарекува среќа.
Стремежот да се контролира духот се нарекува сила. Кога се троши многу сила, брзо се старее. Тоа се нарекува нарушување на тао. Оној кој го нарушува тао, пред време умира. 56. Оној кој знае, молчи. Оној кој не знае, зборува. Оној кој заборава на своите желби, се откажува од своите страсти, ја омекнува својата острина, ја ослободува својата мисла од хаотичноста, го намалува својот блесок, се соединува со правда, ете тој е еднаков на најдлабокото. Затоа со него не можеш ниту да се сближиш, ниту да го игнорираш. Не можеш да му помогнеш, ниту да го искористиш. Не можеш да го возвишиш, ниту да го понижиш. Затоа тој е уважуван ово поднебесното. 57. Државата се управува со правичност. Војната се води со итрина. Со поднебесното се владае преку недејствување. Од каде го знам јас ова? Еве од каде. Кога во државата се јавуваат многу забрани, се јавува и беда меѓу луѓето. Кога расте бројот на човечките орудија, расте хаосот во државата. Кога има многу вешти мајстори, има и многу скапоцени предмети. Кога има многу закони и правила, и злодела има многу. Ете зошто мудриот владетел вели: ако јас не дејствувам, народот самиот ќе почне да се менува. Ако јас сум спокоен, народот самиот ќе почне да се подобрува. Ако јас сум пасивен, народот самиот ќе се збогатува. Ако јас немам страсти, народот ќе станува простодушен. 58. Кога со државата се управува мирно, народот станува простодушен. Кога со државата се управува со строгост, народот станува несреќен. О, несреќа, таа е основата на среќата. О, среќа, во неа се состои несреќата. Кој ја знае нивната граница? Тие не се постојани. Чесноста повторно се претвора во итрина, доброто во зло. Народот уште одамна е во заблуда. Затоа мудриот е правичен, но не пресекува. Остар, но не боцка. Смел, но не истапува. Тој е светол, но не сака да блеска. 59. За да се управува со луѓето и да се дејствува во согласност со небото, најдобро е да се почитува воздржувањето. Воздржувањето треба да стане главна грижа. Тоа се нарекува усовршување на те. Совршеното те е непобедливо. Непобедливото поседува неисцрпна сила. Неисцрпната сила дава можност да се владее со државата. Почетокот со чија помош се управува државата е долговечен и се нарекува длабоко и вкоренето вечно суштествувачко тао. Забелешка на превод. Според Лао Це, небото е идентично со тао и значи природност на нештата. Воопшто, поимот тао според Лао Це има онтологиско значење, тоа е вечен, ненаметлив, непознат, безличен почеток. Лао Це на него гледа како на вистински почеток на предметите и суштествата. 60. Управувањето со големо царство е како да се приготвува јадење од ситна риба, при што се бара стрпливост и внимателност. Ако со кралството се управува во согласност со тао, тогаш злото не може да дејствува. Не само што не може да дејствува, туку и не може никого да повреди. Така и мудриот не може никого да повреди. Кога и двете овие, злото и мудриот, не можат никого да повредат, тогаш нивното те се соединува. 61. Големото царство, тоа е како низинска река кон која сите реки течат. Како жена во поднебесното.
Жената секогаш со своето спокојство го победува мажот, зашто е пониско од него. Спокојството е како привлечна сила. Така и големото царство го припојува помалото, со тоа што му посветува внимание, ставајќи се себе си пониско, а малото царство ја стекнува неговата наклонност со тоа што ја почитува неговата големина. Затоа победуваат само оние кои себе си се ставаат пониско отколку што се, а не оние кои навистина се пониско. Ако големото царство единствено има желба сите подеднакво да бидат сити, а малото да им служи на луѓето, тогаш и двете ќе бидат задоволни. Меѓутоа, на големото царство му останува да го одржува мирот. 62. Тао е најсуштинското од сите нешта. Тоа е скривалиште за добрите и заштитата за лошите. Неговите зборови се изворот на честа, а добрите постапки се оружје на постигнатото. Тоа е присутно дури и во злото. Владетелите и нивните советници имаат скапоцени камења и раскошни кочии, но поспокојни се кога го следат Тао. Зошто древните мудреци го почитувале Тао? Затоа што во тоа време луѓето не се стремеле кон трупање на богатства и таму секој го наоѓал она што го барал. Затоа сите во поднебесното го сметале за скапоценост. 63. Да се действува преку недействување, да се зачува спокојството, да се вкуси безвкусното. Големото се состои од малото. Многуто се добива од малкуто. На насилството треба да му се возврати со добро. Да се совлада тешкото додека е лесно. Да се создава големото додека е мало. Најтешките дела започнуваат лесно, а најголемите дела од мали. Така мудриот секогаш започнува со мало дело кое самиот го прави големо. Оној кој многу ветува, тој не заслужува доверба. Онаму каде што изгледа дека има многу лесни дела, има и многу тешки. Затоа мудриот и лесните дела ги смета за тешки, па така тешките дела за него се лесни. 64. Она што е спокојно, лесно се носи. Она што уште не покажало никаков предзнак, лесно се планира. Она што е слабо, лесно се крши. Она што е малку, лесно се расејува. Дејството започнува со она кое уште не почнало. Редот се прави пред да се случи хаосот. Дури и големото дрво расте од мало. Деветкатната кула започнува со првата тула. Патот од 1000 чекори започнува со првиот чекор. Оној кој дејствува претрпува неуспех. Оној кој со нешто владее го губи. Ете затоа мудриот не дејствува и не претрпува порази. Тој нема ништо, па затоа и ништо не губи. Оној кој создавајќи дела брза кон успех, претрпува неуспех. Оној кој внимателно го завршува делото, исто како и што го започнува, тој секогаш доживува успех. Ете затоа мудриот не го сака она што другите го сакаат, не ги вреднува предметите до кои тешко може да дојде, учи од оние кои немаат знаење и оди по патот по кој поминале другите. Тој ја следи природноста на нештата и не се осмелува да дејствува. 65. Во древните времења, оние кои го следеле Тао, не го учеле народот, туку го држале во незнаење. Тешко е да се управува со народ кој има многу знаење. Управувањето со народот со помош на знаењето носи несреќа во државата, а управувањето без негова помош и носи среќа. Кој го знае ова, станува пример за другите. Знаењето на ова е знаење на најдлабокото те. Најдлабокото те е длабоко и далечно. Тоа е поинакво од сите суштества, но ги доведува до целосна хармонија со него.
66. Реките и морињата можат да владеат со долините, затоа што тие течат кон низините. Ете затоа тие можат да владеат со долините. Оној кој сака да владее со народот, треба да се постави најниско од сите. Кога тој сака да биде пред сите, тој треба последен да оди. Така, иако тој стои над сите, никому не му тежи. Иако тој оди пред сите, никого не навредува. Сите со радост го воздигнуваат и никој не му завидува. Тој со никого не се надпреварува, затоа е непобедлив. 67. Сите велат дека моето тао е големо и не се намалува. Ако тоа се намалува, после долго време не би останало ништо од него. Не се намалува зашто неговата големина е неизмерна. Јас имам 3 богатства кои ги негувам. Првото е милосрдието, второто скромноста, третото понизноста. Јас сум милосрден, затоа можам да бидам храбар. Јас сум скромен и затоа можам да бидам великодушен. Јас сум понизен и затоа можам да бидам мудар водач. Кој може да биде храбар без да биде милосрден, дарежлив без да биде скромен, да биде водач без да биде понизен? Оној кој води војна со милосрдие победува. Неговата одбрана е непобедлива. Небото него го чува. Милосрдието го храни. 68. Способниот војсководец не е воинствен. Способниот воин не е гневен. Способниот го победува непријателот без да нападне. Способниот за да ги искористи луѓето себе си се става под нив. Тоа јас го нарекувам моќ да се избегне војната. Тоа е моќ да се управува со луѓето. Тоа значи да се следат природноста и древниот почеток на тао. 69. Војното искуство вели: јас не треба да нападнам, подобро е да се бранам. Јас не смеам ниту чекор напред, подобро е една педа назад. Тоа се нарекува дејствување со недејствување, удар без употреба на сила. Во тој случај нема да има непријател и јас немам потреба од војска. Нема поголема несреќа од потценување на противникот. Потценувањето на противникот е одстапување од моето средство, тао. На крајот победник е оној кој тагува. 70. Моите зборови лесно се разбираат и лесно се применуваат. Сепак, никој не ги разбира и не ги применува. Во зборовите е почетокот, но главниот дел е во делата. Оние кои не го знаат тоа не ме разбираат и не ме познаваат. Колку помалку ме разбираат, толку повеќе ме ценат. Мудриот, иако е облечен во груба тканина, во себе крие богатство. 71. Оној кој знае, а мисли дека не знае, тој е возвишен. Оној кој не знае, а мисли дека знае, е болен. Оној кој е болен и е свесен дека боледува, се лекува. Мудриот не боледува затоа што тој е свесен дека боледува и ја лекува својата болест. 72. Кога народот не се плаши од власта, тогаш добива голема власт. Немојте да му ги стеснувате вените, немојте да му го презирате животот. Кој не го презира народот, и самиот нема да биде презрен. Затоа, мудрецот се познава себе си, но не се истакнува. Тој се сака себе си, но не се возвишува. Тој се откажува од самолюбието и ја предпочита скромноста. 73. Оној кој е храбар и воинствен загинува. Оној кој е храбар, но не е и воинствен, живее. Од овие две едното е корисно, а другото е штетно.
Оние кои знаат зошто и небото ги презира, и на мудриот му е тешко да го објасни тоа. Небесното тао не се спротивставува, но знае да победува. Тоа не зборува, но умее да одговара. Тоа без покана доаѓа. Тоа е спокојно и умее да управува со нештата. Небесната мрежа е ретка, но ништо не пропушта. 74. Ако луѓето не се плашат од смртта, зошто тогаш да се заплашуваат со неа? Јас би го фатил и би го убил секој кој ги тера луѓето да се плашат од смртта и кој смета дека тоа е интересно. Кој се осмелува да го прави тоа? Има само еден кој е одреден да казнува со смрт. Кој ќе се осмели да ја земе неговата улога е сличен на дрвосечач кој се обидува да ја работи работата на дрводелецот. Таквиот, поради својата горделивост, ризикува да си ги исече сопствените раце. 75. Народот гладува поради големите даноци кои ги наметнува власта. Тоа е причината за сиромаштијата. Тешко е да се владее ако владетелите постојано и секаде се мешаат. Тоа е причината за лошото владење. Народот ја презира смртта затоа што премногу силно се стреми да живее. Ете затоа народот се плаши од смртта. Оној кој се плаши за својот живот се стреми да го зачува. 76. Кога човек се раѓа е нежен и слаб, а кога умира е крут и цврст. Сите суштества и растенија при своето раѓање се нежни и слаби, а кога умираат се суви и крути. Крутото и цврстото се стигмата на смртта, а нежното и мекото се стигмата на животот. Затоа и силната војска не победува. Затоа и цврстото дрво го сечат. Силното и моќното ја немаат предноста која ја имаат нежното и слабото. 77. Небесното тао е како обтегнат лак. Едниот дел се спушта за да се поткрене другиот дел. Од едниот дел се одзема вишокот за да му се даде на другиот, на кого му е потребен. Така и небесното тао одзема од богатите и им дава на сиромашните. Човечкото тао пак е спротивно. Тоа одзема од сиромашните и им дава на богатите. Кој може да го даде својот вишок на друг? Тоа го можат само оние кои го следат небесното тао. Затоа и мудриот создава, но не го користи создаденото. Постигнува резултати, но не се фали. Тој е благороден затоа што не поседува страсти. 78. Водата е најмекото и најслабото нешто во светот, но во споредба со тврдото таа е непобедлива и нема рамен во светот. Слабите ги победуваат силните, меките ги победуваат цврстите. Сите го знаат овој закон, но никој не може да го примени. Затоа мудриот вели: оној кој ги презема должностите на понижената држава врз себе, станува владетел на државата. Оној кој ја презема несреќата на народот врз себе, станува господар на поднебесното. Вистината често изгледа како парадокс. 79. По смирувањето на непријателството секогаш остануваат последици. Како може тоа да биде корисно? Затоа мудриот ветува дека нема никого да изневери. Добрите се стремат кон исполнување на ветеното, а лошите кон негово прекршување. Небесното тао не прави разлика меѓу луѓето, но само добрите луѓе може да го видат тоа. 80. Во малата држава во која има малку народ не дозволувај употреба на сите машини кои постојат.
за да не заминуваат луѓето далеку, не дозволувају потреба на сите бродови и кочии кои државата ги има. Не дозволувају потреба и на сета војска со која располага. Дозволи народот повторно да прави јазли наместо да пишува. Тогаш јадењето ќе му биде повкусно, облеката поубава, домовите поудобни, а животот посреќен. Тогаш и соседните држави пријателски ќе гледаат еден на друг, заедно ќе го слушаат пењето на петлите и лаењето на кучињата, а луѓето до крајот на животот нема да имаат потреба да скитаат од едно место на друго. 81. Искрените зборови не се убави. Убавите зборови не заслужуваат доверба. Добриот не е красноречив. Красноречивиот не може да биде добар. Оној кој знае не се докажува. Оној кој се докажува не знае. Мудриот не трупа резерви. Тој се дава. И колку повеќе дава, толку повеќе има. Небесното тао на сите им носи полза и никого не повредува. Тао на мудриот е: действувај, но сила не употребувај.